како да направиш диференцијација на цени и да им дадеш поголема вредност на твоите клиенти. Ова е нешто што секој еден топ продавач, кој што се бави со премиум продажба, мора апсолутно да го знае. Еве и зошто. Дали секојдневно луѓето трошат по 2, 3, 5, 10, 15 илјади евра за премиум производи? Апсолутно не. Колку пати во текот на еден животен век, еден човек ќе купи автомобил, стан, куќа, што и да е. Токму ова е мојата задача, уште во самиот почетен разговор, како продавач првенствено, а после како едукатор или ментор, да создадам јасна представа во умот на мојот соговорник, да направи разлика што е јаболко, а што е круша. Оти луѓето нешто се само збунети од наплив на информации, туку едноставно и немаат искуство и не знаат да воочат разлика. Па наместо да се нервираш, зошто луѓето се обидуваат да ти спуштаат цени и ти поставуваат 100 прашања, ајде примени го ова правило и да видиш дали ова ќе ти служи или едноставно нема. Секогаш кога доаѓа клиент кај мене, потенцијален клиент, секогаш му ја понудувам и му ја представувам топ најдобрата услуга, а тоа е клучна рака, односно консалтинг. Се што треба он да направи е да уплати, да ми даде човек од доверба со кој што ќе соработуваме и ќе го информираме и за тој одреден период јас морам да му ги испорачам резултатите кои што сме се договориле. И да знам дека овој човек може да си дозволи или не може да си дозволи, јас секогаш ја гурам она прва понуда за да создадам разлика. Оти ако влезам со она главната понуда која што сум сакал да ја продадам или сум мислел да ја продадам, да ја понудам како сакаш, едноставно човекот ќе биде збунет и не знае што добива, што губи за тие пари, време, услуга, активности. Тоа значи дека првата задача како премиум продавач или предприемач мора да изготвиш 3 понуди. Во секоја една понуда мора точно да создадеш разлика, диференцијација, што човекот губи, добива, колку време му го решаваш проблемот, за колку време, што добива и се останато и да се почувствува јасна разлика. Тоа не значи дека со секој еден клиент ти треба да му ги представуваш тите понуди, но ти во твојот ум точно, јасно и гласно мора да знаеш што и каде спаѓа по која група. Еве ти полесно да ти дадам еден пример. Кога јас денеска би се бавел со продажба на недвижности. И, на пример, буџетот е од 70-80 илјади евра, да предпоставиме, кој што ги има потенцијалниот клиент за инвестирање во тој дом, да кажеме. Првата задача што би ја направил е би го однел и би му покажал имот кој што вреди 1,5 или 2 пати повеќе од она што може да го дозволи. Иако знам дека е надвор од неговиот буџет. Би го однел да види еден стан кој што чини, да речеме, 120-150 илјади евра, да ја види таа разлика во квадратура, во распоред, амбиент, околина и што и да е. И ова е поентата за да му направам сидро. Зошто сидро? За да му ја закоам ова опција која што ќе ја види и вредноста која што ја добива и она што треба да го плати како парична вредност. Во тој момент, а знаеме дека нема да сака да го купи тој, односно поголемиот број сигурно дека нема да сакат, овде доаѓаме до даунсайз или до спуштање на цени, а не спуштање на цени каде што аматерите го прават и подоцна губат од заработката. И се нервираат зашто луѓето им бараат постојано попуст. Знаеме дека бараат попуст, еве преку спуштање на цени. Но, оној пат ќе ја понудам втората услуга, она која што сум сакал однапред да ја продадам. Тука е разликата. Дури, ако си поискусен или малку повеќе вежбаш, тоа значи дека можеш на првата услуга да му понудиш можност за финансирање, плаќање на рати, посредување или некоја друга опција. И нема да те зачуди, доколку за време на разговорот, кога клиентот ќе ја воочи веќе разликата од првиот објект и вториот објект, едноставно да рече, дај да видиме сепак како може да го добиеме првиот.
Затоа што луѓето кои што се премиум знаат и да вреднуваат премиум услуга и премиум производ, но дали ти објаснуваш и го користиш речникот кој што сака да го види. Ова значи дека треба да направиш едно јасно клиентско патување. Што се врти во умот на твојот клиент? Низ која патека мора да помине? А тоа би значело однапред гурам една понуда, го чекам шок моментот, каде што едноставно излегува надвор од буџет. Тоа е котвата која што ја чекам и не се откажувам прерано од продажбата, продолжувам и понатамо, го чекам моментот, едноставно клиентот да има право на избор. Одиме на поевтина варијанта или ја задржуваме првата опција. Ова е нешто што најголем дел од продавачите или самите собственици не го прават. Наместо тоа, кога разговараат со луѓето, секако им нудат она што е најдобро за нив, апсолутно немам никаков проблем околу тоа. Но подоцна кога доаѓаме за преговор и разговор за цените, веќе тие се разоружани и немаат опција, освен да се откажат од заработката која што ја имаат. И ова беше нешто што нон-стоп ме нервираше долги години, пред 15-20 веќе години, 20 години, кога имав собствен аудио-видео сервис. И проблемот беше што често пати луѓето знаеа однапред, нели, кога ќе донесат апарат, да кажеме електронски апарат, не знам, радио, телевизор, што и да е. И кога и да им кажеш колку ќе биде цената за поправка, секогаш се обидуваат да спуштаат цени и јас, бидејќи едноставно не сакав да се малтретирам и да разговарам, ми беше веќе досадно да се разговарам со луѓето постојано за да ги правдам цените зошто е тоа така или не. И токму еден ден, како Господ да го прати, еден мој пријател ми вели: Александар, што се нервираш? Викам вака и вака, секој втор човек што ќе дојде се поевтино, па поевтино. Резервни делови се потрошени толку е работна рака. Што да му правам поевтино од тоа? Знам економската ситуација и мислам дека е таа цена сосема окей. И еве што ми рече овој господин. Кабе, ти многу си будала. Колку требало ти да му земеш на човекот? Пример 800 денари. Па зошто не му речеш 1200 денари, кој знаеш дека ќе се ценка? Он ќе се обиде да ти спушти, ќе дојдете до 800 денари, он е задоволен дека те заебал, ти си ги зел гладко на шега онаа сума која што си сакал да ја земеш и двајцата имате вин-вин ситуација. И оваа моќна изјава на мојот пријател Владо, инаку се вика, ми го промени животот. Денеса оваа иста техника ја користам, само што е малку понапредна верзија, која што ти опишав до сега. Наравоучение или како резиме на целото ова видео. Седни и размисли доколку продаваш премиум производ или услуга. Колку пати во текот на животот луѓето купуваат таква услуга. Второ, колку пати ти во текот на животот си нечив премиум клиент и кои мисли ти се вртеат во глава, зашто се колебаше и како носиш одлука. Размисли и поразговарај малку со досегашните клиенти и ќе забележиш еден патерн или образец кој што се повторува, а тоа е дека сите до еден луѓе, и ние и без разлика кој друг, сака да купува најдоброто. Но сите ние имаме еден проблем, сосеменен. Кога одиме на друго место да купуваме, ние не можеме и не сме во состојба да направиме диференцијација, што е јаболко, а што е круша. И токму твојата улога е да создадеш слика во умот на твојот клиент како би можело понатамо да оди гладко. Премиум клиентите секогаш купуваат решение, а не информации. Премиум клиенти купуваат трансформација, а не информации или карактеристики. Премиум клиенти плаќаат брзина, не вредност во смисла на цена. Се ова, ако го немаш расчистено во твојот ум, тоа само кажува каков купувач си ти. И ова не е ништо лошо. Само почни ти да ги менуваш твоите навики, да размислуваш како ти имаш клиентско патување, каков образец ти се врти, почни да го применуваш на себе
и многу лесно ќе дојдеш до заклучок како најголемата маса на луѓе размислуваат. Се надевам дека ова ќе ти послужи и дека не само ќе ти послужи, туку ќе го примениш. Можеш да го погледнеш и видеото како ги разбивам јас продажните тимови, кој што ќе ти даде уште една поголема перспектива, а тоа е како сега ова твое знаење да можеш да го примениш и на твојот тим.